на настанот кој ќе го отвори ова културно лето ќе биде Драган со Тумба Фест. Исто така, после него настапува Рома Труба Фест, кој веќе имаат 20 години, и Тамбурашкиот фестивал исто така 21 година веќе настапуваат, и потоа го затвараме културното лето со Тумсток заедно со неколку познати звезди. Како што знаете, ова веќе манифестација би сакале следната година да биде уште поголема, се зависи од финансиските средства и гледаме дека граѓаните веќе го прифаќаат овакво културно лето кое трае со неколку дена. Во четврток во 20 часот на плоштадот во центарот на градот, од 20 часот ќе се одржи 13-тото издание на Тумба Фест. Инаку своето патување Тумба Фест го започна далечната 1995 година. Значи, оваа година славиме еден јубилеј 30 години на Тумба Фест и сме среќни што граѓаните го прифатија за свој народски фестивал. Оваа година се извинувам. Оваа година имаме 18 нови песни. Предизвик пред нас беше сето тоа да биде најквалитетно што се може и се надеваме дека успеавме во таа мисија. Годинава Тумба Фест се организира по еден поинаков трк. Водители ќе бидат нашите сограѓани Кети Дончевска Илич и Горан Илич, а од учесниците би ги споменал Нино Величковски, кој ќе настапи со една прекрасна песна, каде што во истата ќе настапи и нашиот познат кумановски актер Драган Илич Гиле. Горан Илич Гиле. Горан Илич Гиле. Драган му е брат. Понатаму од другите учесници би ги споменал Коста Наумовски, Јованка Јо, Ѓоко Ѓорчев, Катерина Брезева и Соната, Ташко Георгиевски и други. Како што реков, вкупно 18. На самиот фестивал традиционално доделуваме 2 награди. Една награда за најслушана песна помеѓу двата фестивала, значи помеѓу фестивалот 2024-2025. Еве ќе ви откријам дека тоа е песната Неста Ресенска во изведба на Ташко Карамфиловски и Астра Бенд. И оваа година му се оддолжуваме на нашиот маестро Миле Барбаровски, кој е еден од екипата која далечната 1995 година беше еден од групата на наши естрадни уметници кои го створија фестивалот. Заради благодарност и заради сето она што го има направено за Тумба Фест, а е автор на неколку песни, учесник неколку години поред во фестивалскиот оркестар, така да оваа година навистина подготвуваме добри сценарија. Од останатите учесници, еве заборавив да го споменам, Раде Рогожаров, на кого песната му ја напиша Цацко К15, Љупшо Бубокаров. Ќе биде тоа една интересна песна на кавадаречки дијалект, ќе се пее и на ресенски дијалект. Меѓутоа, најголем дел од песните, како и секоја година, ќе биде на нашиот кумановски дијалект. Користам прилика да ги поканам сите граѓани кои ја милуваат македонската народна песна и кои го почитуваат фестивалот Тумба Фест, во четврток во 20 часот да бидат на плоштадот. Ќе има смеење до солзи, ќе има шерет песни, ќе има добра музика. Повелете да се дружиме заедно. И после настанот на Тумба Фест ќе има малце поинаква музика, ќе има рок метал музика, стари изработени песни
од Илирскиот полуостров, ќе се изработат на рок метал верзии и после тие 8 песни што ги имаме изработени, има special guest band познат од албанската музика, рок бенд што ќе го почнуват и го завршуват вечерта до накај 12, ако нема проблем да трае уште повише. Значи, Кнга Епик е втора едиција што се одржава ова година и се надеваме дека ќе продолжува и следниве години као традиционален рокфест. Нешто друго што би можел да кажам е дека Кумановското лето ќе е една добра организација што ќе има од сите жанрови, од сите настапи што чекат луѓе да слушат добра музика, што сакаат да слушат добра музика, ќе има од сите жанрови музика, така да ги чекаме луѓе да доаѓат и да уживат во нашата музика. Музика 21 година поред градот Куманово е домаќин на меѓународниот тамбурашки фестивал во континуитет, што ќе рече дека поддршка имаме од сите наши сограѓани, од советниците на градот Куманово, од градоначалниците, поранешниот градоначалник Зоран Дамјановски Циц, сегашниот градоначалник Максим Димитриевски и сите оние што ја љубат убавата тамбурашка песна. Благодарност до медиумите кои сиве овие години не пратат и нормално дека без вас се ова што се случило, не се забележило, не би било од тоа. Оваа година има една убава, да не кажам прекрасна понуда, иако мој апел, ако можам да го искористам времето, да кажем и до нашите луѓе кои ја водат културата во градот, а и до Министерството да, ако може да се врати фестивалот во стариот формат, значи 2 дена, бидејќи има навистина понуда што да се каже во овој дел на тамбурашко музицирање и поголем сенс во делот на финансирањето на фестивалот, за да имаме и подобри и поквалитетни музички имиња. Ова година, значи, понудуваме нашиот тамбурашки оркестар од Свети Николе од Македонија, тоа се прекрасни луѓе кои свират тамбура, групата тамбурашкиот оркестар или групата Табијат од Свети Николе, ќе имат програма од скоро 30 минути, за да после нив наступи културно-уметничкото друштво Гусле од Кикинда, во рамки на друштвото постои тамбурашки оркестар, кој навистина има што да покаже во делот на тамбурашкото музицирање. И за на крај, како шлаг, односно нешто што е најдобро чинам во делот на тамбурашката музика, тоа е Бранко Бако Јовановиќ со својот оркестар од интернационални музичари, значи од Австрија, Шведска, Унгарија, кои ќе настапат последни со едно 90 и нешто минути музичка програма, тамбурашка, опфатено скоро се, не можам да раскажувам, да дојдете, да видите, да бидете дел од ова чествување во 20 часот на градскиот плоштад на 22 во петок, во името на тамбурата, повелете сите што ја љубите убавата тамбурашка музика. Што се однесува на фестивалот Рома Труба Фест, моментално немаме представник од оправдани причини. Настанот ќе биде на 23 во сабота, со почеток во 8 часот. Веќе знаете, они ќе прославуваат јубилејот 20 години постоење и се надевам дека градскиот плоштад ќе биде полн. Исто така би сакал да кажам дека, како што забележувате, Куманово веќе неколку години, благодарение на градоначалникот и на Советот на општина Куманово, што изгласуваат програмата за култура за 2025 година, запазуваме родова еднаквост, запазуваме млади и најбитно од све, запазнуваме меѓуетничките односи, тоест различни етникуми. Имаме артисти од македонска националност, од српска националност, од албанска националност, од турска националност, што мислам дека
е нешто што треба да го потенцираме и нашиот град има со што да се пофали и има што да покаже на останатите како се негува традицијата и нашите, ќе кажам, кумановски Добар вредности. ден, последниот настан од ова културно лето е во недела. Станува збор за фестивалот Тумсток. Ова година јубилејно обележуваме 5 години од организирање на настанот. Станува збор за хип-хоп фестивал. Ова година се дружиме со многу звезди. Настанот ќе започне со локални артисти кои ќе го искористат да се промовираат, а потоа во текот на вечерта ќе настапуваат Пајак, Таско и нашиот кумановец Лука Чомбе. Ве повикуваме сите да уживате, да го затвориме ова културно лето и да се дружиме заедно. Настанот ќе се одржи на градскиот плоштад со почеток во 20 часот.